Здраво и добре дојдовте во 8-то видео на Мастер LinkedIn, баре работа, и со ова видео ќе го завршиме кругот на видеа каде што збориме за дигитални вештини и аплицирање за работа. Во следното видео веќе се фокусираме на практични предизвици кои што ги добивате откако ќе најдете работа. Ајде да влеземе малце подлабоко во видеото. Денеска ќе се фокусираме на дигитални вештини. По дигитални вештини мислам дигитални софтвери кои што ги користат скоро 90% од фирмите и тие софтвери се очекува да ги знаете пред да дојдете на работното место. Што сакам да кажам? Постои една мисконцепција, односно, по денешно време младите сметаат дека ќе добијат тренинг за овие софтвери кога ќе дојдат на работното место. Додека пак повеќето фирми сметаат дека овие софтвери се бесплатни и се достапни, можете да ги користите и да ги научите пред да дојдете на работното место. Дори ќе приметите дека многу компании, кога се работи за работа на далечина, недела дена пред да дојдете вие на работното место, ќе ви дадат на некој начин пристап до овие софтвери за вие на свое време да ги истражите и научите за кога ќе дојдете да започнете со работа, да бидете најефективни или што е можно повеќе ефективни. Па, со тој аспект, сигурно сум дека првиот софтвер или дигитална алатка за која што ќе збориме, сигурно ќе ви биде познат, односно Microsoft Office. Тука ќе се фокусираме на Microsoft Word, тука ќе се фокусираме на Excel и тука ќе се фокусираме на PowerPoint. Под ова, мислам дека е важно да знаете барем како да структурирате текст во Microsoft Word, важно е да знаете да направите неколку слайда во PowerPoint со основно познавање и важно е да разберете како да направите колумни и формули во Excel. Тука е важно да се фокусирате на основно познавање на овие вештини за да може да ги практикувате. Следниот софтвер е многу сличен, но е во различна сопственост. Овие алатки кои што сега ги зборавме се на Microsoft. Додека пак на Google се Docs, Slides and Sheets. Тука веќе овие документи и овие софтвери се онлайн. Што сакаме да кажеме? Многу компании ги користат овие документи и софтвери онлайн од неколку различни типови на предност. Прво, можеме да споделиме со клиенти маркетинг кампањи, статистики, буџетирање, сметководство и договори и можеме во вистинско време, без разлика каде сме во светот, во исто време да работиме на документот. Тоа е првиот аспект за тоа што многу луѓе ги користат. А второ, многу фирми ги користат за структурирање на нивните лични информации. Пример, јас сум една од луѓето кои што за своите лични работи, па и за персонални работи го користи Google OneDrive. Едноставно на Google Drive може да ги имам сите документи кои што мене ми се потребни и да ми се структурирани и да можам во реално време да споделам скоро се со секој на кој што тоа е потребно. Поради лесното споделување со клиенти и лесното споделување со членови од тимот, каде што секој од тимот може да работи во вистинско време во овие алатки, важно е вие добро да ги познавате алатките. И тука би рекла дека би требало да знаете како да структурирате документ, како да направите PowerPoint и како да направите на некој начин Excel spreadsheet. Тука не мислам да имате само основно познавање. Повторно ќе кажам, важно е исто како во претходните документи, да знаете добро да структурирате текст, да знаете да поставите неколку формули во Excel или барем да знаете како да направите неколку корисни слайда во PowerPoint. Значи да имате малку подобро од основно познавање. Третата алатка за која што ќе збориме е алатка која што ќе приметите дека е често во сите огласи. А тоа е без разлика дали вие работите во IT, маркетинг, дизајн или менеджмент, алатки за проектен менеджмент скоро секаде има. Поради тоа што ние мораме некако да ги менеджираме проектите на кои што работиме. Од тој аспект добро е да имате основно познавање за Asana или Trello или Jira, зависно каде во која индустрија работите. Може да го одлучите ова со тоа што ќе ги прегледате огласите во вашата индустрија и ќе видите кои алатки најчесто се користат и да пробате истите тие да ги користите. Алатките за менеджирање на време и задачи се многу практични и се бесплатни. Па повеќето компании претпоставуваат дека вие можете да ги истражите и едноставно да ги видите основните карактеристики кои што за вас се важни. За вас не е важно да ги разбирате овие алатки како проектен менеджер, затоа што вие нема да градите одредени процеси на работа, нема да правите SOWs или извадоци за работа или договори за работа. Тука едноставно за вас е важно да знаете да процените како изгледа една задача, како изгледа рокот на задачата, описот на задачата и кои информации за вас се потребни. Друга софтверска алатка која што не можам да ја препорачам доволно и дури на шега имам добиено карикатура од мене, мислам портрет од мене во Notion стил е Notion. Notion е прекрасна алатка која што не можам доволно да ја препорачам. Имате различни опции од API интеграции каде што вие може да повлечете други софтвери во алатката за Previews, може да направите соработка, тоест може да направите интеграција со Google Drive, со Jira, Confluence, Trello, ClickUp и многу други апликации. Не само тоа, туку може да направите и различни опции на страната. Јас таму користам календари за социјални медиуми, користам календари за работа, користам договори за тимот. Таму ја напишав
основата за повеќето од моите проекти, таму ги следам повеќето мои видеа. Многу различни алатки има во Notion. Notion е на некој начин алатка каде што вие одредувате како ќе се изградите вашиот простор за работа и што се вас ви е потребно. Од тој аспект не можам да го препорачам Notion повеќе. Искрено мислам дека една од алатките која што ако добро ја научите, навистина ќе ви го смени животот и како се организирате. Затоа што за мене тракер, планер, календар, водич за патувања, водич за јазици, водич за мотличен живот, листа за шопинг и сите останати работи кои што би ми требало 10 до 12 тефтери за да ги пополнам сите овие информации, да ги структурирам, се ми е на едно место. И од тој аспект е многу корисно. И тука да не заборавам да било кога сакате темплейт или туторијал за Notion, тие наскоро ќе бидат достапни и слободно пишете ни за такво видео, со задоволство ќе го направиме, затоа што стварно сакам да создадам една заедница каде што не само што ќе ја знаеме оваа софтверска алатка, туку исто така навистина ќе ја користиме сите бенефити од истата. Тука ќе застанам, затоа што сметам дека ги покривме скоро повеќето важни дигитални бесплатни вештини кои што вие треба да ги имате. И ќе се насочиме кон совети како да ги користите овие вештини. Прво, важно е да ги практикувате. Секогаш кога вие ќе отворите некаков документ или ќе искористите некој софтвер, важно е да знаете да го користите. Со редовна примена на истото ќе бидете се подобри во тоа. Па ве охрабрувам да пробате било кој од овие алатки, пример. Почнете со Trello. Направете Trello акаунт, поставете неколку задачи и додека се ги завршувате тие ваши лични задачи, ќе откриете како апликацијата работи и како уствари вие може да искористите истата. Истото важи за Notion како апликација или за ClickUp или за било која друга апликација за проектен менеджмент. Истото важи и за дигиталните алатки од типот на Microsoft, каде што имаме Word, Excel и исто така PowerPoint, или пак за Google алатките кои што се достапни онлайн како Docs, Sheets and Slides. Сите овие алатки не само што може да практикувате со тоа што бесплатно ќе ги користите, исто така имаат многу бесплатни туторијали на YouTube. Секако, доколку вие имате потреба од туторијал, може да напишете и може да направиме такви туторијали. Но во меѓувреме, додека да се случи тоа, моментално има многу бесплатни туторијали на YouTube. Овие туторијали не само што се фокусираат да ви покажат како да ги користите алатките, туку и ги објаснуваат нивните опции. Ве советувам да најдете еден туторијал и да го извежбате додека не ви стане веќе ваше знаење и вие може да го изведете истиот тој туторијал. Друг начин како да добиете повеќе ресурси за овие вештини е преку знаење, преку сајтови каде што има знаење. Сетовите кои што ќе ги наведеме се Coursera, каде што можете за месечна членарина да добиете пристап до огромен број на курсеви кои што може да ги добиете во текот на еден месец. Исто така Udemy, каде што имате опција за членарина или пак да купите курс доколку ви се допадне. Самите се свесни дека има таму голем број на курсеви, дека сите се со пристапливи цени. И за крај LinkedIn. Доколку земете на LinkedIn месечна претплата, може да искористите доста курсеви. Исто така, за секој нов LinkedIn корисник вие добивате 30 дена бесплатно користење на Career Planot. Со тоа може да добиете бесплатен пристап до 19.000 курсеви и да добиете 5 до 10 или 12-20 сертификати од LinkedIn на вашиот профил. Пред се LinkedIn е акредитирана светски платформа, каде што сертификатите кои што ги добивате се ценат, а во исто време може да добиете информации за потребни софтвери или алатки кои што се користат и во вашата работа. И со ова се доближуваме до крајот на видеото. Јас сум сигурна дека сите сме свесни дека дигиталните вештини од овој карактер се клучни за нашиот успех на работното место. При тоа што на работа имаме склоп на различни вештини. Имаме тврди вештини, имаме меки вештини. Колку што е важно да имаме развиено комуникација во меки вештини од типот на претходното видео каде што зборевме за тимска работа или комуникација или иновација, толку што е важно да имаме и познавање на овие тематики, каде што не знаеме, пример, доколку сме графички дизајнер, само Figma или Adobe, туку исто така ги разбираме овие алатки и знаеме да ги користиме и да маневрираме низ истите. Ова не само што ве прави компетитивни на пазарот на труд, туку исто така покажува доза на проактивност, дека вие сте заинтересирани да ги завршите работите кои што се клучни кога се работи за зголемување на вашите дигитални вештини и имате искористено бесплатните софтвери за да покажете проактивност. Се надевам дека ова видео беше корисно. Како и секогаш во нашиот едукативен хаб ќе има ресурси за како може да ги подобрите овие дигитални вештини и линкови до сите софтвери кои што ги наведовме и сметаме дека може да ви бидат корисни. Како и секогаш ви благодарам на вниманието и се гледаме во следното видео.